Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате: повеќе граѓански организации со реакција за пожарот во Гостивар каде настрада дете. Завршува санирањето на дефектот во линијата на Лешница. По прележување на COVID-19, граѓани се жалат на здравствени потешкоти. Повеќе граѓански организации и детската амбасада Медјаши излегува со реакција за трагедијата во Гостивар кога во пожар настрада 7-годишно дете. Во соопштението наведуваат дека родителската негрижа е појава што загрижува и опоменува. Трагедијата што се случи во Гостивар кога во пожар животот го загуби 7-годишно дете се уште ја бранува јавноста. Мајката на детето е во притвор, а обвинителството ја сомничи за груба повреда на семејни обврски, поради основи на сомнение дека го врзувала со ланец за кревет. Повеќе граѓански организации и детската амбасада Медјаши излегоа со реакција за случајот. Во дел од неа се вели: родителската негрижа и занемарување на децата е појава што загрижува и опоменува. Згрозени сме од настанот што се случи во Гостивар, кога малолетно дете изгоре врзано со ланци на нозете. Случаеви каде децата се врзуваат со ланци од страна на родителите како воспитна мерка не се непознати во светот. Очигледно Македонија не е веќе исклучок. Нашите информации од терен говорат дека само детето кое настрада во пожарот немало извод од матичната книга на родените. Совесни граѓани реагирале до Центарот за социјални грижи во Ресен и истиот бил информиран за состојбата во семејството, но не преземале никакви мерки. Сдруженијата јавно упатуваат прашања: дали детето било регистрирано во системот и вклучено во образованието, каква заштита добила мајката по раѓањето на децата од страна на институциите, што тие преземале да ја спречат несреќата, каде затаила меѓуинституционалната комуникација и слично. Останатите 3 деца на жената се сместени на безбедно уште од денот на пожарот. Со нив продолжува да работи стручен тим за помош и поддршка. Ние сме вклучени после овој навистина немил и непријатен настан. Центарот за социјална работа постапи согласно Законот за социјална заштита во ваква ситуација и согласно неговите надлежности. Децата се згрижени, имаат 24 часовна психосоцијална поддршка. Меѓутоа, за тоа кои ќе бидат следните чекори, тоа не е на нас, има институции кои што се надлежни да проценат и да донесат соодветни одлуки. Пожарот се случи во вторникот наутро во стан на 3-ти кат во зграда на улицата Кеј Вардар, каде мајката живеела под кирија со децата и со својата сестра. За кривичното дело за кое осомничена жената е предвидена казна затвор од најмалку 5 години. Во меѓувреме се уште се работи на утврдување на причините за пожарот. Јавното комунално предпријатие објави дека успешно е саниран дефектот во водоводната мрежа и се очекува нормализирање на водоснабдувањето. Водоснабдувањето во Тетово се очекува да биде нормализирано, откако од јавното комунално предпријатие Тетово на социјалните мрежи објавија дека завршило санирањето на дефектот во линијата на Лешница. Велат дека работите се одвивале на тежок терен и во услови на лоши временски прилики. По интензивна работа, работниците од водовод и канализација успешно го санира дефектот во линијата на Лешница Фи-500. Работниците од предпријатието од регионалната единица водовод и канализација беа ангажирани за побрзо и поефикасно да го санираат дефектот, имајќи предвид теренот и зимските услови. На 16 март настана дефект во линијата Лешница на истото место како и пред нецел месец. Повторно настанало лизгање на земјиштето поради што главната водоводна цевка од Фи-500 беше оштетена, а надлежните причината за тоа ја гледаа во земјотресите во овој регион. Поради драстично намалување на водата во градските резервоари, беа воведени рестрикции во водоснабдувањето 3 пати во едно деноноќие. Прележувањето на новиот коронавирус значи заздравување од болеста COVID-19, но се поголем број на луѓе се жалат на последици кои може да траат на вистина долг период.
Кардиологот доктор Славчо Тошев вели дека потребно е пациентот да се рехабилитира и во пост-ковид периодот, особено ако има коморбидитети. Не е исто дали некој има лесна, средна, тешка или многу тешка клиничка слика од COVID-19, вели професор доктор Славчо Тошев. Заразувањето со новиот коронавирус и прележувањето на болеста COVID-19 не значи дека лекувањето е завршено. Се повеќе се зборува и за последиците кои ги остава оваа болест кај пациентите. Експертите велат дека пост-ковид симптомите може да траат дури 1 година по прележување на болеста. Тие што имаат лесна клиничка слика, најголем дел од нив не ни лежат во болница. Се лекуваат во домашни услови и немаат некои значајни симптоми. Кај нив, пост-ковид периодот трае од 1 до 3 месеци. Во овој период тие може да имаат малаксаност, па ќе рече не сум како порано, ќе слезам до долу неколку стотини метри, ќе се заморам. Можам да имам проблеми од типот на лесна вртоглавица, нек тако. Ако е склон на висок притисок, проблеми со изместен притисок, односно потребно повторно да се притисокот баждари на некој начин. Ако има проблеми со шекерот да не биде соодветно регулиран, значи сите пропратни болести на некој начин во пост-ковид периодот мора да се држат под контрола. И полека да во период до 1 до 3 месеци се срети. Што треба да се направи во периодот по прележување на вирусот? Најбитно во овој период прво да се почитуваат советите од докторите. Значи, ако пациентот имал повисоки вредности на дедимери, да се пијат лекови со кои што се разведнува крвта и во домашни услови. Има таму протоколи како сето тоа се работи. Да се земаат тие соодветните витамини и се она што е пропорно и оде да не се малтретира организмот. Не може веднаш со потешка форма на ковид да се оди на работа. Иако ти може би се чувствуваш не така замерт. Мора да се биде внимателен и полека да се на некој начин организмот тренира за да го почне работниот процес. И што е во овој период најбитно? Сите коморбидитети мора да бидат добро регулирани. Зошто повозрастните луѓе на некој начин, велиме, почесто заглавуваат со ковидот? Затоа што нивото на нивната издржливост е намалена, затоа што има 4, 5, 6 пропратни болести. Има шекер, има висок притисок, прележав срцев удар, има влошена циркулација во мозокот, проблеми со джигерот, проблеми со бубрезите и на тој начин, на некој начин, сите органи се на долна граница на издржливост. Во такви услови, ако добро не се води пост-ковид периодот, една или друга болест може да се влоши од коморбидитетите. Здравствениот систем со сите своји ресурси моментално е посветен на решавање на ковид кризата, вели доктор Тошев. За жал може да се очекува во иднина да има и влошување на хроничните болести кај пациентите како последица на вирусот, заклучува лекарот. Спремни сме да воведеме и дополнителни рестрикции, рече министерот за здравство Венко Филипче, во случај актуелните мерки да не дадат резултати. Дали воведениот полициски час ќе го намали бројот на новозаразени, здравствените власти очекуваат да видат на почетокот на следната недела. Очекувањата се дека после воведување на една одредена мерка, резултатите ќе бидат видливи после 7 до 10 дена, што значи дека на почетокот на следната недела очекуваме некакви резултати од воведениот полициски час од 22 часот до 5 часот наутро, што беше целта да се ограничи движењето комуникација на младите кои што интензивно комуницираат во паркови, јавни површини, па дури и по домови. После затворањето на ugostiteljските објекти беше констатирано дека тие се еден од главните преносители на вирусот, тоа го гледаме од возрастните групи на новодиагностицирани пациенти. Ние сме спремни да воведеме дополнителни рестриктивни мерки, доколку сегашните не дадат посекувани резултати. И производителите се соочуваат со депрезив да ги испорачаат потребните вакцини широко во земјата. Имаме некакви најави, тие најави се за крајот на месецот, почетокот, првите недели од месец април, но повторно, имајќи го искуството од досега, искуството од останатите, земи искуството кое што го имаме со ковакс системот, сите тие соочени со тој предизвик, тогаш кога ќе бидеме сигурни дека преминале вакцините, кога нашата земја ние тоа ќе го објавиме. Верувам дека буквално сека вакцина ќе земе. Сомнеш отворија некои несакани ефекти од страна на
детектирани после вакцинирањето со оваа вакцина, заради тоа некои национални агенции го запреа, за лекови го запреа вакцинирањето во тие земји, но после соопштението на Европската агенција за лекови дека тоа безбедна вакцина, сега и сите европски земји кои што го запреа вакцинирањето ќе го продолжат. Така да дефинитивно сите вакцини кои што ќе влезат во нашата земја, меѓутоа и овие кои што се користат во сите европски земји се безбедни за користење. Скандалот со плагираните трудови на Тетовскиот универзитет не стивнува. Се бара истрага и одговорност. Деталите ги има Милена Вучевска. Не стивнуваат реакциите во јавноста по скандалот со плагирани научни трудови на Државниот универзитет во Тетово што го откри истражувањето објавено во списанието Веритас. Во обемната анализа се опфатени десетина професори за кои се тврди дека трудовите им се плагиати. Поранешниот просветен инспектор Ѓорѓи Илиевски не е изненаден. Според него ова не било ништо ново, но добро е што скандалот го дозна по широката јавност. Одговорност, вели, мора да има и не само за авторот. Оти ова е голем срам за академската фела. Овој универзитет, Тетовскиот универзитет, го красат во наводници, го красат многу скандали од разни унапредувања, научни унапредувања кои што се многу сомнителни. Да се покрене на поголема иницијатива од Одборот за акредитација и евалуација, кој што морам да кажам, посебно Одборот за евалуација не функционира и Одборот за квалитет на високото образование, каде што е таму имаме исто поставено директор кој што премолчува на сите овие работи. Значи системски проблем кој што го имаме во високото образование. Веста за скандалот не ги изненади ниту тетовци. Навикнале велат да слушаат за бројни неправилности на универзитетот, во кој баш и не веруваат. Било, има и ќе има. Кој треба одговорност да сноси? Па, одговор кој треба? Треба министарство или што, знаеш, кој треба? Тие органите што се запослени. Тоа не е нормално, сигурно. Сега више имаш професоре, докторе, него студент. Чим се збори на телевизија, тоа е истина, нема лаж. Можеме да се лажеме по улицама овако, али овако директно. Постои тоа, постои. Истражувачкиот тим на Верита смета дека раководството на универзитетот ги затвора очите пред проблемот со што практично не признава дека дел од професорите не само што не се автори на трудовите, туку и не се компетентни за професијата. Деканот на медицинскиот факултет пак во одбрана на колегите тврди дека до нив не стигнало никаква реакција. Случајот требало да го испитаат надлежните органи, а одговорноста не била на универзитетот, туку индивидуална на авторот. За темите, тетовските теми, за другите теми што ги имат стално во разни списанија, универзитетот и деканатот на медицински факултет не носи никаква одговорност тука. Секој списание има редактерство, има комисии, рецензионни комисии и сите други, што одговарат тие заедно со авторот на трудовите. Кога се работи за списанија, кога се работи за трудови, индивидот е автор. И авторот одговара. Не ректоратот, не деканатот, не знам кој. Во истражувањето на Веритас пишува и дека медицинскиот факултет во Тетово е еден од бастионите на непотизам, плагиат, купување и продавање оценки, антиакадемизам и интелектуална мафија. Само меѓу обвинетите професори за плагиат, неколкумина се со исто презиме. Инаку од Универзитетот во Тетово објавија соопштение во кое се вели дека истражувачката дејност кај нив се реализира согласно научните критериуми и дека тие се посветени на чекорењето напред на патот на институционалниот развој и образовно-научно унапредување. Изминатото деноноќие, секторот за внатрешни работи на Тетовско-гостиварското подрачје регистрира прекршување на полицискиот час, како и непочитување на решение за изолација. Секојдневно расте и бројот на граѓани кои добиваат казни за неносење маски. Прекршување на ограничувањето за движење, непочитување на решение за задолжителна изолација, 60 на лица казнети за неносење на маски. Ова се дел од резултатите од последните контроли на секторот за внатрешни работи на Тетовско-гостиварското подрачје, кои се однесуваат на мерките и уредбите за заштита од коронавирус.
Како што информира портпаролот на СВР Маријан Јосифовски, изминатото денонокие во Тетово Државниот здравствени и санитарен инспекторат издал 89 нови решенија за изолација, додека во Гостивар 64. На Тетовското подрачје биле контролирани 462 лица со такви решенија и не биле констатирани непочитувања. Во Гостиварско со контрола биле опфатени 341 лице, при што е регистрирано едно прекршување. 47 годишен гостиварец со решение за изолација не бил затекнат во својот дом. Според информациите на полицијата, тој отпатувал во странска земја. Граѓаните се олабавија и во делот на уредбата за задолжително носење на заштитни маски. Така последното денонокие во Тетово изречени се 31 казна за неносење маски, а во Гостивар 27. Од 10 март на сила е забраната за движење од 22 часот навечер до 5 часот наутро. Но непочитувања се евидентирани и на ова правило. Во Тетово 3 лица го прекршиле полицискиот час и во време додека трае биле затекнати на улица. СВР Тетово постојано го повторува апелот до граѓаните да се држат до пропишаните антиковид мерки, со што секој ќе даде придонес во спречување на ширење на вирусот. УХМР со предупредување за студен бран со обилни врнежи од дожд и снег. Од денес па се до понеделник, под влијание на влажен и студен воздушен бран, во земјава насекаде ќе биде облачно со врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места врнежите ќе бидат од снег. Сепак врнежите повремено ќе преминуваат во снег и на некои пониски места, особено во ноќните и утринските часови. Ова се однесува и за Полошкиот регион. Инаку пообилни врнежи ќе има утре, преку денот, како и во текот на ноќта кон понеделник, а локално во западните и северните делови ќе наврнат и над 30 литри на метар квадратен воден ставок. Утре во поголем дел од денот во Полошкиот регион насекаде врнежите ќе бидат од снег, значи не само на повисоките надморски висини. А врнежите ќе продолжат значи во понеделник. Па до крајот на денот во понеделник на планините ќе се формира позначителна снежна покривка, а нова од околу 15 на сантиметри ќе има и речиси насекаде во западните делови од Македонија. Во однос на температурата, таа ќе се задржи доста ниска за овој период од годината. Во Тетово максималната утре е прогнозирана околу 2 степена, нешто слично и во понеделник, а од вторник и понатаму ќе биде студено, иако променливо облачно, ќе има и сончеви периоди, меѓутоа јутринските температури ќе бидат доста ниски. Од понеделник до среда ќе дува и повремено силен ветер од северен правец.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.